Проектот покрај работата на Легис, која е добро позната во Македонија, работата на Хелсиншкиот комитет и работата на младите правници, на Сдруженијето на млади правници, подразбира и кампања која фондацијата ќе ја води. Ова е еден наш заеднички напор, како што истакна Мерсиха, да ја поткренеме јавната свест за прашањето на бегалците, а особено и она што го правиме последниве неколку месеци, ќе го правиме понатаму, ние сакаме да се занимаваме со тоа да ги отвориме прашањата како нашата држава ја покажа одговорноста при овие настани од последниве 3 години. Значи, точно е, и ние сме сведоци, многу од нас, највеќе луѓето волонтери и неколку невладини организации, меѓународни организации, се вложи напор да се помогне на преку на неколку 100.000 луѓе кои поминаа од овде. За жал, во Македонија се уште има, бројката предпоставам овие денови околу 200 или 300, беше минатата недела, луѓе на кои им е невозможено да го уживаат правото на бегалец. Денеска, покрај фотографиите кои се направени од учесниците од еден друг проект кој го финансираше фондацијата, а го реализираше Младински образовен форум. Тој проект имаше наслов Јавна соба и понуди искуство на повеќе млади луѓе со камповите, размисла за правата на бегалците. Дополнително тука се и фотографии на наши пријатели, професионални фотографии, и изработки на децата од кампот, како и изработки на еден уметник, илустратор кој се уште престојува на нашата територија. Јас лично би сакала луѓето кои се уште во камповите на македонска територија и на другите територии по рутите, да им биде овозможено правото да заминат на нивните дестинации и да продолжат со најважното нешто, а тоа е животот. А на Македонија и на нас, на нашите сограѓани и колеги, посакувам да имаме повеќе вакви обиди, да дознаеме повеќе за себе, колку нашата, да речем, воспевана гостопримливост, како таа всушност се реализира, на тој начин да научиме повеќе за себе си и во нашите следни акции и превземања да бидеме пред се подобри луѓе. Пред се подобри луѓе, да си го обогатиме и животот, и мислата, и срцето. Ви благодарам што одвоивте и што ќе одвојувате и натаму време за ова. Ја користам како последна реченица, сакам да се благодарам на сите мои колеги, нема да ги спомнам, многу беа, кои учествуваа ова денеска да се случи. И се разбира и на домакините, мобилната галерија, која ја води, раководи Центарот за современи уметности.